Лазареска Жаклина има реплика. Благодарам, председателе. Колега Владко Ѓурчев, рековте дека ставено е на лер. Не е точно дека е ставено на лер и баш ме чуди што воопшто не сте заприметиле дека многу работи во сферата на образованието се менати. Пред се овде као законодавниот дом ќе почнам. Сериозното пристапување кон решавање на проблемите кои ги затекнавме во образованието од претходната власт покажува дека самото тоа што денес ние не зборуваме за укинување ад хок на еден закон кој што вие брзо плето го донесовте, туку одлагање негово и, како што објасна заменик министерот, прилагодување кон она што значи програма која што ние сме аветиле пред просветните работници, пред родителите, пред учениците. Само за да напомена дека воопшто не сте во право, дека ние воопшто не сме работеле. Најпрвин што се донесе во однос на законите за образование. Се донесоа неколку закони кои што ќе донесат на вистина и перспективно квалитет. Она што сега ние го постигнуваме, што стагнираме, тоа е тоа што е затекнато, затоа што 11 години го урнисавте образованието. А како што вели народот, тоа што се посева, тоа ќе се жнее. Ние сега жнееме нешто што вие расипавте. И сега да кажам што донесовме ние. Стратегија за образование за 2018-2025. Укинување на фамозното екстерно кое што видовме какво беше. Законот за измена и дополна на Законот за учебници на основно и средно образование. Законот за високото образование. Закон за измена и дополна во педагошка служба, во спортска академија и така натаму. Закон за математичко-информатичка гимназија, во која што ќе се поттикнуваат и ќе се стимулираат учениците кои што се надарени од природно-математичките сфери. Зошто не е оваа година? Ние немавме рамка која година ќе биде, рековме, која ќе се створат услови за да навистина профункционира таа математичка гимназија. Што друго уште донесовме? Закон за поддршка на млади при купување на музички инструменти. Закон за измена на дополна на Закон за обука и испит на директори во основно, средно и така натаму. Закон за измена и дополна на Закон за обука и испит на директори во средните и основните училишта. Она што значеше пролонгирање. 2018 требаше луѓето да полагаат нови лиценци, а тие веќе беа обучени, што сметам дека нема потреба на обука и само плаќање за да се добие одредена лиценца која што по исти критериуми би се добивала во одредено време. Значи грешите, колега. Преиспитајте се во вашето констатирање дека ништо не се сработило во образованието. Ви благодарам.